Се ближиме кон крајот на учебната година, а со тоа завршија и голем дел од спортските активности кои што беа предвидени за изминатата учебна година. Може ли да ни кажете да направиме една мала ретроспектива на сето она што се случуваше? Визијата и големата љубов кон спортот страна на градоначалникот и неговата иницијатива секогаш да ги поттикнува и поддржува спортистите, посебно младите, дава убав резултат, дава голема поддршка за и ние како локална самоуправа, како општина Карпош и оделение за спорт, да имаме еден перфектен организиран систем на надпреварување, односно да имаме одлични спортско-рекреативни активности. Јас само би започнал со училишниот спорт, како што и вие рековте. Оваа година оделението за спорт во учебната 2015 и 2016 година има организирано околу 90 спортски надпревари, посебно во кошарка, фудбал и одбојка. Волкав голем број на надпревари нормално е да даде и одредени резултати. Ние сме горди на нашите ученици што оваа година постанаа државни шампиони во фудбал училиштето Аврам Писарски, во одбојка училиштето Димо Хаџидимов, тука трето место го освои училиштето на Лазо Трповски, ракометарките на Димо Хаџидимов се вице шампиони. На почетокот од оваа година Агенцијата за млади и спорт училиштето Петар Попарсов го прогласи за најуспешен училишен клуб, така да овие резултати за нас се очекувани. Би сакал да кажам во оквир на нашите лиги, во организација на општина Карпош, ги прогласивме победниците, заврши се во најдобар ред, квалитетно, успешно. Победници во кошарка се Димо Хаџидимов, во фудбал Аврам Писарски и во одбојка Петар Попарсов. Исто така ги прогласивме и индивидуално најдобрите спортисти и сите тие од страна на градоначалникот на општина Карпош ќе добијат една наградна спортска екскурзија традиционална што оваа година ќе се организира и реализира од 14 до 20 јуни. Тоа е она кога учениците заменуваат во Тиват, екскурзијата во Тиват? Да, тоа е тој период и покрај овие училишни игри нормално ние како оделение за спорт имавме и еден куп други настани тука би во овие да речеме први 6 месеци го организиравме со Сдружение на Власи традиционалниот турнир по повод роденденот на Тоше Проевски, еден убав турнир, после дојде шаховскиот Божиќен турнир, па еден врвен традиционален наш бренд би рекол Карпош Опен, така да нон-стоп активности како на филмска лента се редат и успешно се реализираат и организираат. Училишните лиги знаеме дека се реализираат секоја година, ќе продолжат да се реализираат и наредната. Дали и овие други активности што сега ги кажавте, еве на пример како што е и големиот шаховски турнир кој го организирате, сето тоа ќе можеме да го видиме и да го имаме и наредната година? Се надевам, значи се она што дава резултат, се она што дава позитивни вибрации, што дава потик за поуспешна, поблагородна работа, секако ние и понатаму ќе го поддржуваме и организираме. Дали од наредната година може да очекуваме и некои новитети на спортски план, односно воведување на некои нови дисциплини? Така, значи, еве ние почнавме како единствена општина во државата, воведовме одбојка на песок, фудбал на песок, тука ние тениската лига, шаховската лига, се надеваме и во иднина дека ќе имаме и ќе организираме и други активности, како што веќе запознаена јавноста пред неколку седмици на Совет нели се донесе одлука за изградба на спортска сала на неколку базени во нашите училишта, така да со изградбата на таа спортска сала ќе се воведе и ракометот како спортска активност, така да ќе нашите деца ќе имаат големи задоволства и радости во општина Карпош да спортуваат.